Пливањето како физичка активност го подобрува нашето целокупно здравје. Пливањето релаксира, ја активира мускулатурата на целото тело и го стимулира крвотокот. Покрај ова ги зајакнува белите дробови и секако придонесува да се согорат многу калории. Денес во ова издание на Приказна ќе истражуваме за придобивките од пливањето. Останете со нас. Магдалена Кузманова има 72 години. Вели дека самата возраст си носи своји здравствени предизвици, но по еден несреќен случај, односно пат кој што го имала пред неколку месеци, повеќе не можела да ги извршува ни најважните секојдневни активности. Во колената добив многу болка. Таква болка до сега не сум имала. Значи, премногу боли. Кога ќе паднете, кога ќе скршите коска, премногу боли. Бев на снимање и после тоа снимање отидов на доктор, на еден спортски доктор, пошто беше летен период јуни, сите беа на одмор, само него го најдов. И ми препорача инекција во колено да ставиме. Се сложив, тие инекции да се ставаат 2 пати годишно. Ставивме првата, добро, поминаа болките. Поминаа период од 6 месеци, втората ја ставив. После ова, Магдалена почувствувала подобрување, а третманот требало да го продолжи на физикална терапија. Во Скопје да одите на физикална терапија, треба многу да чекате, првен место да добиете, а после таму да плаќате паркинг. Кога се пресметав, јас, значи колку сето тоа ќе ме кошта, мене ми дојде идеја само од себе. Физикалната терапија ја заменува со пливање. Неколку пати во неделата одвојува по 2 часа во денот за пливање и вежби во базен. Се смирија сите тие симптоми, значи вртоглавицата се намали, цревата многу добро си почна да си работат, колената исто така. Мада примив 2 пати инекции, значи 6 месеци други, и јас се чувствувам сега стабилно, меѓутоа морам ова бастунчево да носам со мене, затоа што не знам пак вртоглавицата која ќе се јави, пошто тоа е некој проблем меѓу четврти и таму не знам кој друг пршлен, на некој потес иде, а иначе можам да се движам слободно. И сега со пливање и со вежбите што ги учев од интернет како треба вежби да бидат, да ги ојачам мускулите, значи ги појачам горните мускули, предни, задни, се, кичмата, и едноставно јас почнав да се чувствувам со многу енергија. Магдалена денес живее многу поразлично и подобро секојдневие благодарение на пливањето. Се охрабрив да бидам со нова исхрана, да почнам да јадам природни, непроцесирани храни, значи овошје, зеленчук, така да стварно се поврати сонот, се поврати енергијата, расположението. Во секој случај би продолжила да пливам, а исто така од малечка сакам да пливам. Приказната на Магдалена е само уште еден показател дека без изговори за годините, со одговорност и посветеност, постои решение за секој предизвик пред кој ќе бидеме исправени. Во овој случај, пливањето имало моќ да го промени целиот живот на еден човек. Само 30 минути пливање 3 пати во неделата, заедно со балансирана здрава исхрана и здрав начин на живот, представува еден од најдобрите начини да се остане во потполна здрава и психичка состојба. Еве зошто пливањето е добра навика. Пливањето е спорт кој овозможува добра физичка активност на нашето тело, но и рекреација и релаксација. Водата е составена од 2 атоми, водород и оној вториот атом најбитен кислород, нели, што го дишиме, живот. На некој начин водата според мене представува живот. Од тие причини во последно време затоа и лекарите препорачуваат терапии преку водена средина. Затоа пливањето е многу користна работа од причини што се одвива во водена средина, токму она што реков пред малку. И пливањето развива многу добри вештини кај секој поединец. Сега тука ако говориме 2 аспекти. Едниот е менталното здравје, едниот е она регулар здравјето кое треба самите ние да си го штитиме и негуваме.
И од тие причини, значи, затоа новите правци во медицина во превентивниот дел кога ќе го гледате, го ставаат пливањето високо на своја агенда и се обидуваат на луѓето, на пациентите да им препорачуваат пливање, се со цел да не се доаѓа до оној репресивен дел. Пливањето има бројни придобивки за нашето тело, мозок и дух. Бројни медицински истражувања без исклучок покажуваат дека пливањето е спорт кој го подобрува здравието и физичката кондиција кај човекот. Во новото време, покрај бизнис, едната компонента, оној професионалниот, останатиот, рекреативен, аматерски, оној масовен спорт, представува мембрана или браник на штитењето на нашето здравје. Превентивниот аспект, токму спортот е предвестник на чувањето на нашето здравје. И токму од тие причини медицината го користи, го употребува спортот како одлична превентивна алатка за зачувување на здравјето на луѓето. Пливањето е добар начин за целосно ангажирање на сите мускули на телото, а при тоа отпорот на водата го намалува оптоварувањето на нашите коски и зглобови. Преку градење на здрави животни навики, пливањето многу добро влијае врз работата на срцето, кардиоваскуларниот систем. Пливањето примарно е кардиоваскуларна вежба поради потребата постојано нормално да се диша и потребата на мускулите од кислород. При тоа длабокото дишење кое е карактеристично за пливањето, всушност е вид на дишење кое се препорачува за опуштање, за намалување на анксиозноста или стресот, бидејќи длабокото дишење го намалува нивото на кортизол, хормонот на стрес, кој што е одговорен за состојбата на вознемиреност. Влијае многу на самодовербата, градење на карактерот, на самодисциплината пред се тука, стварање на здрави навики на живење. И тук третиот сегмент е социјалниот аспект, каде, нели, иако е индивидуален, сепак се работи во тим, каде што се гради тимскиот дух, се гради емпатија, потоа се искреност кон другарите и буквално влијае целокупниот развој на еден човек. Со пливање се зацврстуваат мускулите. Тие стануваат и пофлексибилни поради зголемениот отпор на водата, кој е околу 12 пати поголем отколку ако се вежба во воздух. Се зацврстува мускулатурата на телото, рацете, рамената, грбот, градите, задникот и нозете, а се подобрува и издржливоста и кондицијата. Пливањето како спорт, како дисциплина е еден од трите базични спортови, покрај атлетиката и гимнастиката. Има повеќе бенефити да се бавиме со овој спорт. Пред се влијае на целокупниот психофизички развој на човекот. Физички, значи, делува на целокупниот локомоторен систем, развивање на моториката, пред се тука исто спаѓа бенефитите кон кардиоваскуларниот систем, значи срцето, белите дробови, зголемување на градниот кош, зголемување на белодробниот капацитет, така да е мултидисциплинарен, има се повеќе бенефити. Пливањето може да се користи како терапија кај некои повреди на рбетот, вратот, на долните екстремитети. Токму поради ова на професионалните спортисти им се препорачува и како терапија после повредите. Тајната на пливањето е во тоа што отпорот кој го дава водата ги тера нашите мускули уште повеќе да работат, а при тоа не бара претеран напор со кој се сретнуваме при вежбите на цврст простор. Предноста на пливањето во однос на другите физички активности лежи и во фактот дека со пливањето се согоруваат доста калории. Распонот се движи од 500 до 650 калории по час, во зависност од тоа колку добро и ефикасно пливате. Бенефит е многу макотрпен спорт и делува на самиот карактер. Значи, пливачите се доста истрени луѓе и тоа што наумиле го прават, така да значи, стекнуваат вештини кои доста ги користат и во понатамошниот живот. Пливањето придонесува во правилниот раст на коските и нивното обликување, како и комплетно обликување на мускулниот систем. Настануваат промени на ниво на мускулни влакна, во количеството и начинот на согорување на енергијата во нив. Настанува зголемување на клеточната респирација и зголемување на потребата од кислород за трансформација на продуктите кои ја произведуваат енергијата на ниво на клетка. Тоа придонесува во зголемувањето на мускулната издржливост и тонирањето на мускулатурата.
Пливањето е посебно важно во оформувањето на арбетниот столб, спречувајќи развивање и прогрес на деформитети од типот на кифози и сколиози на арбет, корекција на длабнат граден кош и слично. Со цел да може да се овозможи повеќе луѓе да ги чувствуваат придобивките од пливањето, потребна е соодветна инфраструктура. И покрај немањето на доволни услови за врвен развој на пливањето, би ги извел успесите на нашите пливачи, кои настапија на изминатите две олимписки игри. На младинската олимпијада во Буенос Ајрес во Аргентина настапи Мија Крстевска заедно со нејзиниот тренер Јане Карјаванов, додека јас бев 2021 на олимписките игри во Токио со нашите пливачи Филип и Мија Блажевска. Како се роди љубовта кон пливањето, кога почна, кои беа првите импресии од пливачките сегменти на почетокот? Па, почнав да пливам негде далечната 97-8. Тоа му доаѓа пред 25-6 години. Па така, како секој дете што почнува на пливање, со брат ми заедно, ни рекол, сакате да пливате, сакаме да пливаме. Отидовме на базен и од тогаш до ден денеска 20 и кусур години веќе како секој ден идам на тренинг и сега првите импресии тоа беше интересно со дечињата, со другарчиња си игравме. Али потоа како се развиваш како човек, апетитите се зголемуваат, прво е секако да научиш да пливаш, па после сакаш да се такмичиш, па после сакаш да меѓународни надпревари идеш и така све некако пливањето ме доеше со повеќе енергија, сакав повеќе да постигнам, почесто да идам и така веќе после толку многу години се уште ми интересно, се уште наоѓам мотивација да идам на базен, се уште имам некои други предизвици, така да тоа би препорачал дека секој би требал барем да проба, не мора да плива колку мене до 35 години, али барем да почне. Колку често пливавте кога имавте надпревари? Дали тоа бара посебна пожртвуваност, посебни вежби, посебен начин на исхрана? Па да, мислам у младите години најмногу бара пожртвуваност од слободното време. Што знаете како дете, како средношколец, понатаму како студент, веќе нормално да сака да прави некои други работи. И треба време за школа, за училиште, и треба време за искачање, за дружба надвор. Така да тие работи требаше да се жртвуваат, но целата жртва се исплати. Веќе кога влагаш у тие попрофесионални води, веќе треба секој ден да си на тренинг и секој ден 2 до 3 часа од денот мора да ги потрошиш на базен, уште пола час да отидеш, пола час да се вратиш. Веќе кога ептенки од тие професионално ниво, веќе кога почнам да се такмичам на светски купови, на светски првенства, веќе тогаш 2 пати идем на тренинг, така да тогаш ептен беше тешко многу беше тешко да го компензирам слободното време, но кога си има љубов и желба, се може да се постигне. Доаѓавте ли во ситуација кога на моменти сакате да се откажете токму заради таа жртва која што ја носеше другиот дел од животот? Па да, има такви моменти, поготово кога се менуваме од средина, например, кога се од средна школа на факултет, тука е најкризниот период и сите пливачи моја генерација, нека 95%, у тој период се откажуваат кога почнувате факултет. Но да, имало моменти, сум размислувал често, но никогаш не сум се откажал па сум се вратил, него ми е станало така само на размислување. Какви се условите за пливање, за оние кои што сакаат да пливаат? Колку финансиски можности се потребни? Колку капацитетите на нашата земја дозволуваат да го развиваме пливањето? Па примерен проблем кај нас во Македонија се условите за тренинг. Значи базен има само во Скопје затворени и Куманово има еден затворен базен. Така да освен децата од Скопје и Куманово, деца од другите градови не се можност да тренираат постојано. Сега знам дека има голема желба, зашто ги гледам по државни такмичења, има дечиња што доаѓаат од други градови, но тие тренираат у хотели, во спа центри.
Така да условите се голем проблем, но и финансиски е исто доста комплицирано кај нас поготово. Знам у другите држави дека пливањето е спорт за сите, но кај нас некако испадна пливањето да е спорт само за тие што имаат пари. Така да им веќе се доста скапи влезовите на базен, базените државата ретко кога ги помага, така да мора базените да обстојуваат со парите од влезници, а не веќе идат пливачите на базен, така да мора да има скапи влезови. Но сега тоа е, али ја се уште гледам на базен премногу деца доаѓаат, премногу родители се заинтересирани. Мора искрено да ви кажам дека у наше време, јас кога бев дете, не беше толку скапо, беше малце поприступачно за пливање, но сега е доста поскапо, но се уште има доста деца што доаѓаат и доста родители но мислам дека кога би се подобрили условите, дека автоматски пливањето би се подигнало, бидејќи за да имате квалитет мора да имате квантитет. Значи за да испаднат добри пливачи, 50 треба да имате 5000 деца што пробале. Така да тоа, се надам некој уиднина тоа ќе се промени, бидејќи стварно сметам дека пливањето како спорт треба да е на висок рамниште во Македонија и треба секој да има можност да го проба. Имаме потенцијал, но немаме можности, можеби ова треба да се доразвие. Би сакала да ги споменеме придобивките, зошто е добро пливањето, например за нашето здравје, и за менталното и за физичкото. Па сега пливањето го прво за секоја повреда докторите препорачуваат пливање, бидејќи у пливањето нема голем импакт на зглобовите, се движите у мека средина. Исто така, за развивање на телото, сите мускули го користите кога пливате. Така, исто така се трошат сега многу калории додека се пливаат, се добре за кондиција, за здравје, за све, но исто така за ментално здравје е доста битно, како за тие убави навики што се стварат кај децата кои идат на базени, за возрастните кои си стануваат наутро, идат на базени, си тренираат. Така и сега баш читав пред некој време некој истражување дека пливање во ладна вода, научно докажано дека го подобрува менталното здравје и представува добар лек за депресија. Така да во многу земји идат, така има групи луѓе, се организираат и се бањаат во море на температури околу 0 до 10 степени, која не е за пливање и тоа научно докажано дека помага за менталното здравје. Ова е убава информација. Кога најрано децата треба да почнат да учат да пливаат и дали родителите треба да бидат учители или сепак професионален тренер е многу подобро искуство заради совладување на вистински пливачки вештини? Па најрано што може деца да почнат на базен е околу 3 годишна возраст, но не мора да значи дека тоа се годините кога треба да се почне да се плива, бидејќи некад има деца што не сакаат на 3 години да почнат, има деца што на 3,5 години веќе сакаат да пливаат, но пукаат од желба да пливаат. Еве ја например, ја имам 2 ќерки, сака да плива, ама не ќе дојде на базен и се она има колку има 3-4 години и така да сметам дека се уште не е спремна да иде на базен. И мислам дека нема потреба родителите да ги форсираат децата да идат на базен, ако тие не сакаат или мислат дека уште им е рано или сака некој друг спорт да прават, така за тоа мислам дека нема потреба, али многу е важно родителите да им ги укажат на децата придобивките од пливањето и ако не ги тераат, барем да им кажат дека убаво дека треба да се оди, дека може ќе си пројдува, ќе запозне другарчиња. А што се однесува тоа дали тренер или родители, секако дека најубаво е тренерите, најдобро е тренерите да ги учат деца да пливаат, зашто тие се професионалци во тоа, знаат како се пристапува, го знаат односот со децата, знаат кои вежби треба да ги прават. Исто така децата секогаш ги слушаат повеќе тренерите него родителите, тие имаат тоа некој на природен начин некој секогаш гледаат да не ги послушаат родителите, не мислам во лоша смисла, но едноставно секогаш тренерот е поголем авторитет него родителот и плюс тоа ако сте заедно со други деца, со други дечиња, тогаш повеќе слушате. Кога другите деца прават што ќе им каже тренерот, тогаш повеќе слушате. Еве, тоа јас имам сега приметено што имам 2 ќерки и гледам дека
Авторитетот друг. Да, дека кога се у група со други дечиња, дека кога има тренер или учителка, секогаш повеќе слушат. И тоа од разговори со други родители така е. Еве исто ја пливач сум 25 години и се уште мислам дека можеби е подобро некој тренер што само почнал да работи со мали дечиња, дека им повеќе знае да ги научи деца пливат него јас, бидејќи тој си е школуван за таа работа, знае пристапот и знае децата како реагираат. Така мислам дека за да се учат деца пливат треба да оставиме на тренерите. Колку често треба да пливаат децата, еве, за да ги имаат тие придобивки од пливањето? Дали е доволно еднаш неделно или сепак треба да биде почесто? Па, кој што знам, ака се препорачува за деца, за најмалите дечиња, 2 пати неделно на тренинг, по 1 час, потоа како растат си 3 пати неделно. Ако родителите сметаат дека еднашка неделно може да ги носат децата, исто и тоа е добро, подобро еднашка него ни еднаш. Така да мислам дека еднашка е доволно за почеток, дори не се створи љубовта. Така да за 2 до 3 пати неделно е мислам доволно, повеќе не мора за мали деца. Понатаму кога ќе почне да растат, ќе почне да тренираат, да се напреваруваат, треба да почнат и секој ден. Тогаш и проблеми за родителите, треба да ги носат секој ден на тренинг. Во многу земји има искуство во рамките на образованието е пливањето како дел од задолжителното физичко обликување на децата. Колку кај нас факт е дека недостасува доволно базени, но еве дали треба да се размислува нешто да се направи во таа насока? Па да, секако мислам дека тоа би требало, ако не е некој задолжително во школите да мора да си иде на пливање како час по физичко, би требало барем да биде како некоја факултативна опција, каде што училиштето или учениците би бирале дали би можеле да идат на пливање, дали би сакале да идат на пливање и школото да може тоа да им го возможи, да. Тоа е прво е здраво за децата, добар начин да имаат физичко час. Исто така, ако некој дете не е на тренинг, тоа е добра прилика да научи да плива. Така се надевам, мислам дека на време дури имаше се проба да се воведе во некои школи, но не знам сега до каде е тоа. Знам на страна кој што велите, у Свонзијам тренирано, таму имаше ги гледав, иде цела група дечиња автобус ќе дојде од школа, од училиште некој, дечиња по 7-8 години и ги носе на базен и си тренира, си пливкаа повеќе или ги учеа да пливат. Не знам што правеа, али секој ден имаше нова група и постојано деца доаѓаат од цел град, доаѓаат деца на базен. Која е најдосната возраст кога пак може да се плива безбедно? Која е таа граница? Ја мислам дека нема граница. Има зашто има сум гледал, има тие мастер што се трки за ветерани, луѓе по 90 нешто години што се преваруваат пливање. Така да мислам додека човекот е способен да се движи, треба да плива. Бидејќи дури пливањето, ако знаете да пливате, полесно и од одењето, бидејќи се ноѓате во вода, таа е хоризонтално, немате гравитација, така да јако што сметам дека не би требало да има некоја горна граница за пливање. И мислам дека тоа е дури и здраво за постарите луѓе да си идат на базен, да си пливаат, така си одржуваат и здравието и се одржуваат од кондиција, здраво за срце, за бели дробови, за мускулатура. Така да мислам дека дур можат, тоа е мое мислење, дур може да додат на базен, дека би требале да додат. За крај би се вратила повторно на вашата кариера. Ви остана ли некој пливачки предизвик кој што си го зададовте како цел, а не го завршивте? Па Олимпијадата, тоа ми било секогаш желба. Претходната Олимпијада за малце не успеав да се квалификувам. Сега ми остана уште тоа. Тоа ми е желба за следната на Олимпијада, но ќе видиме. Се надевам дека ќе ми се исполни таа желба, тој предизвик. Тоа е сон на секој спортиста. Така да тоа ми е предизвикот сега што се уште ме мотивира да идам на базен. Практикувањето на пливање е најдобро уште од мали нос. Младата Лена Милошевска веќе 6 години активно тренира пливање, се надпреварува и освојува медали. Тој спорт случајно дојде во мојот живот.
Кога бевме на одмор, имаше многу деца, гледав, ужива во водата, а јас не можев тоа да го правам и сакав, кога се вратив, сакав да почнам со пливање. За да пливањето стане нејзино секојдневие, малата Лена била инспирирана од уште една приказна. Јусра Мардини, таа е бегалка од Сирија. Идол ми е поради тоа што многу ја сакам нејзината животна приказна. Таа, додека имала војна во Сирија, требало да отиде до Германија, за да избега, дека слушнала дека е многу добро место за пливачи. Но во еден момент чамецот со кој што оделе, моторот застанал. Таа со сестра одлучиле да го буткаат до крај, 2-3 сати додека дојдат на копно. Исто така, таа отиде на Олимпијада, ја поканиле во Рио 2016 со тимот на бегалците. Иако навидом изгледа се лесно, сепак посветеноста кон пливањето си бара и добра организација на сите дневни активности, без разлика на возраста. Напорно е некогаш, имам некогаш слободно време, како што реков, кога сум добро организирана, тогаш ќе имам време за све. Со само 6 години пливање, Лена веќе покажува одлични резултати на надпревари. Нормално сум среќна кога ќе земам медалја, но кога не земам медалја, тоа само ме охрабрува да продолжам подобро за да добивам медали, да си ги подобрувам времињата. Нашиот тренер Илија Стојановски цело време не охрабрува за да не бидеме разочарани кога нема да добиеме медалја или нешто лошо ќе се случи. Пливањето има позитивен ефект и е од огромно значење за здравјето на децата. Пливањето овозможува правилен раст и развој на децата. Ги елиминира деформитетите кај дечињата кои се јавуваат поради недоволно физичка активност или пак неправилно седење. Токму и затоа денес во приказна истражуваме за придобивките на пливањето кај децата. Ја пливам 2 години, а пливањето го сакам затоа што е добро за моето тело. Најубаво ми е кога имаме трки, кога пливаме, кога се дружиме. Сакам да пливам бидејќи забавно е, опуштено се чувствувам и така, многу енергија имам кога завршам. Пливам од 6,5 години и го сакам пливањето бидејќи е здраво за нашето тело, интересно е. Пливањето е одличен спорт за децата уште од рана возраст, најпрепорачливо од 4 години. Предизвикот е голем со дечиња, бидејќи работиме од најмала возраст, тоа се дечиња од 4 годишна возраст до кај 16-17, тие се, можам да кажам, тинејџери, така да многу е битна работата како иде. Имаме групи поделени од непливачи, односно почетници, полупливачи и пливачи. Родителите се првите учители, бидејќи уште дома му ги даваат првите информации за водата на своето дете, без разлика дали се пријатни или непријатни. Затоа односот на родителите и околината кон водата за детето е многу важен, но за вистински да се создадат вештините за пливање, неопходен е правилен и стручен начин. Јас пливам 1 година и пливањето многу го сакам затоа што е многу интересно. Јас пливам со моите другарки. Убаво е да пливаш било кој спорт, но за мене пливањето ми е најубаво. Јас тука кога учам више 1 месец научив многу добро да пливам. Многу е битен стручниот кадар, бидејќи после останува пливањето како навика цел живот. Децата кои одат на курсеви под стручен надзор можат кога ќе пораснат своето знаење да им го пренесат на своите деца. Убаво е вештините за пливање да се научат што е можно порано, секако под услов детето да ја сака водата и да не се плаши од неа. Стравот од вода не е вроден, туку настанува поради лошите искуства. Затоа, на почеток на учењето многу е важно да се добие позитивно искуство и да се чувствува сигурност. Најпрвин учиме одржување на вода, исто така најбитно децата е да се ослободат од стравот, тоа не е најтешка работа и најбитна кај почетниците, кај дечињата. Всушност, подготовката за пливање почнува уште од дома, многу порано пред детето да почне да оди на базен. Сум помислила и сакам да бидам во иднина пливач и
и пробувам да тренирам се повеќе и повеќе за да бидам поуспешна. Најдобро е да се почне пред се од најрана возраст, пред се тука предучилишна и училишна, каде децата полесно ги совладуваат тие и ја развиваат целокупната моторика, така да предучилишна, училишна возраст. Иако пливањето не е само спорт, тоа е вештина која ја користиме понатаму како изучување на возење на велосипед. Со тоа што, како што кажав, е вештина која понатаму ја практикуваме за дружење, значи кој идеме на излети, кој идеме на одморување, кој идеме буквално секаде базени, спа центри сега има, значи добро е секој да ја научи и нели крајниот ефект, не дај Боже, се дешаваат некои несакани случаи, несреќи, така да тие што знаат да пливаат ги преброделе полесно. Совладувањето на вештините за пливање започнува со неколку нивоа на совладување: навикнување на отпорот на водата, нуркање, гледање под вода, издишување под вода, лебдење, лизгање. Значи пред се преку игри да научи да ја става главата под вода, да нурка, да прави балончиња, да ја развива моториката и тоа иде постепено и постепено, значи сегменти прво почнува со 2 пати неделно, па 3 пати неделно, значи како ќе навлегува нормално се потоа спрема желбата на детенцето, ако сака да се направува, значи веќе посериозно со изучување на тие пливачки стилови. Најдобро е кога техниките за пливање децата ги учат со професор или тренер по пливање. Тие имаат искуство во работата со деца на базен и знаење да спроведат методологија за обука на пливачки техники. Процесот на учење на вештините за пливање може да трае и по неколку месеци, секако кај секое дете различно, бидејќи е исклучително индивидуална процедура. Некои деца учат побрзо, други пак побавно. Пливањето кај децата влијае врз подобрување на концентрацијата и има позитивен ефект врз менталниот и социјалниот детски развој. Самите родители сваќаат дека за нивното дете е најдобро да го пуштат што порано во водена средина. Дури има некои истражувања кои говорат дека го зголемуваат и фондот на зборовите, на речникот децата кои се бават од порана возраст со пливањето. Имаме голем број на придобивки од пливањето. Јас ќе напоменам едни од поважните придобивки. Пливањето ја подобрува психофизичката состојба кај дечињата, го намалува стресот кај дечињата, ја подобрува работата на кардиоваскуларниот систем, исто така ја подобрува мускулатурата и моториката кај децата. Постојат 13 дисциплини во машка и во женска конкуренција кои се пливаат на сите можни планетарни и континентални собири. За нив зборуваме денес во артикулација. Пливањето е олимписка дисциплина од 1896 година. Професионалното пливање како спорт е под закрила на ФИНА. Майкл Фелпс е американски пливач и најуспешен олимпиец на сите времиња со 28 медали. Првиот стил на пливање што го усовршил бил грбното, бидејќи на почетокот се плашал да плива со главата во вода. Фелпс носи чевли со број 49, што ги прави неговите флексибилни стапала налик природни перај. Стилот пеперутка или делфин важи за најубавиот во пливањето. Изобилува со грациозни движења во вода, телото изгледа како да е направено од гума и е вистинска уметност да се исплива правилно. Овој стил се нарекува и пеперутка и делфин, бидејќи рацете се движат во стилот на пеперутката, а нозете како перката кај делфинот. Маратонското пливање е една од најтешките олимписки дисциплини, затоа што е потребно да се вложат надчовечки напори се со цел да се препливаат 10 километри за 2 часа. Освен тоа што целото тело ви лебди во вода, постојано треба да се справувате со брановите, струите, живиот свет, а понекогаш дури и со канализацијата. Првите очила за пливање биле направени од оклопна желка. Денес постојат паметни очила за пливање со засилена реалност кои ги следат метричките вредности при пливањето, како време на пливање, време на одмор, вкупно време, брзина на 100 метри, на 50 метри, поминато растојание, потрошени калории и друго.
Одредени податоци говорат дека прв народ што почнал да плива биле англичаните, зашто говори фактот дека кај нив се појавиле и првите базени, при што градот Ливерпул го добил и своето име. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување до следната.